Демократската унија за интеграција продолжува да бара предвремени парламентарни избори. Оттаму го оправдуваат ова, со тоа што владата ја води земјата во погрешна насока, со тоа што, како што велат, целосно го отстранува европското досие на земјата и можноста за продолжување на преговорите со Европската унија. Тие исто така ги обвинуваат за поткопување на механизмите што произлегуваат од Охридскиот договор и за целосна заробеност на судскиот систем. Оваа неприродна состојба создава јасна и недвомислена потреба кај граѓаните за политичко преиспитување на власта. На државата е потребна долгорочна политичка стабилност, што единствено може да се обезбеди преку одржување на предвремени парламентарни избори заедно со локалните. Шефот на Алијанса за албанците Зијадин Села, дел од Европскиот фронт, исто така го дели ова мислење, дека парламентарните избори треба да се одржат заедно со локалните. Çdo hap politik që ndodh i bën më të parafort ai idenë e mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare bashkë me lokalet. Dhe ne jemi për këtë opsion. Коалицијата вреди вели дека она што ќе се случи на есен е нивна победа во општините. Тие задуи велат дека 20 години краделе, мамеле и ја уништувале секоја албанска надеж, а сега без срам бараат граѓаните да им дадат уште една шанса. Во октомври на локални избори Влен ке победи во сите албански општини. Влен во секоја општина, во секоја институција, со чисти раце и чисто лице пред граѓаните. Времето на Дуј заврши, ветерот на промените започна и никој не може да го запре. И собранискиот спикер Африм Гаши не мисли дека треба да има предвремени избори. Нема потреба од никаква паника, мнозинството е стабилно, мислам дека треба да се продолжи понатаму да се работи, без разлика дали некој ќе влезе, ќе излезе. Мислам нема да има голема промена во бројот на пратениците. Пред неколку дена лидерот на опозицијската партија СДСМ Венко Филипче изјави дека неговата партија е подготвена и за предвремени парламентарни избори, но не откри дали тие како опозиција ќе побараат тие да се одржат заедно со локалните. Во четвртокот за време на седницата за пратенички прашања, премиерот Христијан Мицкоски не прецизираше дали планира да одржи парламентарни избори заедно со локалните. Но како одговор на прашање од пратеник, тој изјави дека ќе ја прифати одговорноста за Кочани откако ќе се решат случаите со модуларната болница, Ласкарци и Бесатранс и дека потоа ќе ја побара довербата од граѓаните.